се лекува со слично. Вака ќе го започнам денешното 30-минутно дружење на Словена органика, кое несумнено ќе предизвика исклучително ваше внимание. Зошто? Затоа што се посветуваме комплетно на хомеопатијата како начин на лекување преку следење на природниот тек на болеста, при тоа помагајќи му на организмот да се врати во својата рамнотежа. Хомеопатијата е научен метод кој го поддржува нашиот организам во процесот на самоисцелување. Името хомеопатија потекнува од грчкиот збор хомио, што значи слично, и патос, што значи патење, сочувство. Самиот збор го потенцира главниот принцип на хомеопатијата, односно слично се лекува со слично. Хомеопатијата ги лекува заболувањата така што го следи природниот тек на болеста, при тоа помагајќи му на организмот да се врати во својата рамнотежа. Додека спротивно на ова, алопатската или конвенционалната медицина делува потиснувајќи ги симптомите на болеста. Покрај главниот принцип на хомеопатијата, слично се лекува со слично, односно одредена хомеопатска супстанца дадена во високи токсични дози, кај здрав човек предизвикува симптоми кои се приметуваат кај друг човек кој боледува од некое заболување. Вториот принцип на хомеопатијата се минималните дози со разредување на препаратите, нивно потенцирање, така што препаратот делува многу поефикасно, односно колку е повеќе разреден препаратот, толку е поголем неговиот лечебен ефект, и тоа без несакани ефекти или контраиндикации. Третиот принцип на хомеопатијата е тоа што при издавање на терапија, пациентот се третира како една целина, како додаток на физичките симптоми на пациентот, незанемарлива е неговата емотивна состојба. Докторот хомеопат ги зема во предвид и менталните и физичките симптоми на пациентот, но исто така и неговата индивидуална емотивна состојба и како резултат на тоа ја издава терапијата. Хомеопатот често поставува чудни прашања кои се чинат воопшто неважни за даденото заболување. Доктор Билјана Ѓуровска е доктор на медицина кој професионално работи како хомеопат. Таа е и основач на школата за интегрирана хомеопатија, првата македонска школа која врши хомеопатска едукација. Моментално работи во хомеопатската ординација Гаја, каде го водиме нашиот разговор. Ако до пред 20 на години во Македонија беше непозната тема хомеопатијата, во последните 20 години забрзано се работи за нејзино промовирање со цел да им се помогне на луѓето на кои што истата им е потребна како лек. Ајде да се навратиме години наназад од каде се започнува со хомеопатијата и што всушност истата значи. Прво да го објасниме зборот хомеопатија, бидејќи е многу важен. Хомеопатија значи хомеос од грчка кованица, значи двата збора се хомеос, слично, и патос, болка. Значи слично на болката. Самиот збор до никаде дефинира хомеопатијата, значи ова е принцип на природно лекување на телото, каде што ги прати природните механизми на телото. Односно, значи го прати ритмот на телото како се враќа самиот во рамнотежа во случаја кој има некоја болест. Самијата хомеопатија по потекло е од Германија. Значи татко на хомеопатијата е доктор Самуел Ханеман, германец кој што завршил медицински факултет и почнал да работи како доктор на медицина, но бил многу разочаран од медицината која што се практикувала во тоа време. Значи тогаш ставале пијавици, дренирале крв и така натака, повеќе личат на некакви техники за мачење отколку на лекување. И барал начин како всушност да го лекува телото, но при тоа да не го нарушува вистинскиот систем на лекување. Така дошол до еден трактат на, да ни раскажувам, на тоа е шкотски доктор, каде што видел дека кининот како лек за маларија, значи е многу успешен. Не му било јасно зошто кининот е баш лек за маларија. Објаснувањето кај докторот било дека е лек за маларија затоа што е како јак анстригент, значи, нели, собира
има такво собирачко дејство. Не му било тоа многу добро објаснување и почнал да зема мали дози од самиот лек секое утро, за да види дали што ќе предизвика кај него. Всушност од кининот кај него ги предизвикало симптомите на маларија, значи добил треска, повишена температура, практично ги предизвикало симптомите на болест. И оттаму почнала целата приказна за хомеопатијата, значи еден лек за да може да делува како лек, тој истиот кога би бил даван во токсични дози кај здрав човек би требало да ги предизвика симптомите на болест. Но тука се јавило проблем како да тој лек може да се даде, а да не биде отров во човечкото тело и почнал со процесот на разредување, значи во хомеопатијата лековите се бескрајно разредени, практично внатре нема ниту една молекула и така почнала приказната со хомеопатијата. Била доста развиена до пред минатиот век, до пред пронаоѓање на антибиотикот, хомеопатски клиники постоеле секаде, значи таа од Германија се проширила во Британија, во Франција, преминала и преку океанот во Америка и била, значи, едно вистинско чудо како тоа може да се врати организмот во рамнотежа без да го нарушиме ниту еден друг орган, односно да не биде она лекуваме едно, а уништуваме друго. После пронаоѓањето на хомеопатијата малце затиша, после пронаоѓање на антибиотикот се затишала хомеопатијата, за повторно кога се појавија оние соеви на бактерии кои што не може да се лечат со ниту еден антибиотик, почна луѓето да бараат природни начини како да се вратат повторно назад во рамнотежа и повторно стана популарна хомеопатијата, благодарение на уште еден наш драг професор. Тоа е Витулка, значи таа беше презентирана и пред Светска здравствена организација, прифатена како една од алтернативните и комплементарните гранки и сега полека се развива, значи низ цел свет, па и те во Македонија. Ајде да им објасниме на гледачите на кој начин се врши дијагнозата, односно се одредува дијагнозата кај пациентите кои што бараат хомеопатски третман. Значи, ние не правиме класично дијагностицирање. Тоа е многу важно, бидејќи ова е медицина без поставување на дијагнози. Но тоа не е затоа што ние не поставуваме дијагнози, затоа што немаме знаење да поставиме дијагнози. Нашите дијагнози само ни помагаат, значи дијагнозите што ги имаме, за да добиеме на целокупна слика за пациентот. Бидејќи хомеопатијата има индивидуален пристап, што е многу важно, че ние не гледаме пациент кој што има дијабет и тоа е дијабетичар, туку во целокупната негова слика, неговата презентација, тој има дополнително и дијагноза дијабет. Значи, тоа е холистички пристап и индивидуален. Значи, секој пациент е посебен. Никој пациент не го издвојуваме дека сега лекувавме дијабет и тој процес ќе го продолжиме кај следниот пациент, бидејќи реално дури ни во класичната медицина истиот лек не може да делува подеднакво исто кај ист пациент. И затоа секогаш се променливи дозите како треба да се дозира тој лек, исто и во хомеопатијата. И заради тоа, значи, не поставуваме дијагнози, туку тоа е едно интервју кое што отприлика трае 2 часа, се запознаваме со пациентот колку што можеме подобро. Може и понекогаш, значи, во тие 2 часа да не го запознаваме, затоа е битно многу почесто да се гледаме барем првите неколку месеци, за да може ние точно да осетиме вибрацијата на пациентот. Кога пациентите денес се одлучуваат да побарат совет, односно да дојдат на вакво интервју за да им се одреди нивната состојба? Веќе се менува свесноста кај луѓето. Сега доаѓаат и со помали проблеми. На почетокот кога јас почнав да работам пред 13 години, вообичаено пациентите ми беа каде што пробале се, каде што не имало успех и на крајот доаѓаат и на хомеопатија, па и ова да го пробаат. Сега се менува свесноста. Младите мајки веќе се запознаени со тоа колку може да наштетат редовното, односно предозирањето со антибиотици. Свесни се, значи, самиот кортикот дека не може да го даваат во секоја инхалација или за протечено носенце. И повторно, тука се тешките дијагнози, каде што секаде ќе пробаат и ги имаме и тие, но сега почесто доаѓаат и да речам поздрави пациенти кои што сакаат да направат превенција за да не дојде до некоја поголем проблем на нивното здравје. На кој начин се врши терапијата при хомеопатијата?
Терапијата што ја даваме, значи хомеопатските лекови може да бидат направени од се. Значи кога ќе го кажам тоа, вообичаено добивам онака збунетост на пациентите, затоа што они хомеопатијата ја поврзуваат со фитотерапија, очекувајќи дека ова се само некакви растителни лекчиња, ќе им правам комбинација на чајчиња и нутриционизам. Значи така ме доживува дека тоа е хомеопатија. Хомеопатските лекови се направени од се, може да бидат од растително, минерално, животинско потекло, но исто така може да бидат направени од предизвикувачи на заболување. Во хомеопатските лекови нема хемиска супстанца. Тие се толку многу разредени, значи ако речам дека вообичаена доза која што е давана е 30 се, значи тоа е разредување, тоа е така разредено што во една капка од основната супстанца која што е земена, например тинктура од невен, календула ако правиме хомеопатски лек, земаме една капкичка која што е разредена во 99 капки алкохол. И при тоа, што е многу важно, имаме механичко растресување на самото шишенце со тоа што се придава кинетичка енергија направен хомеопатскиот лек. Но тоа е 1 се. Јас ви спомнав 30 се. Значи од тоа 1 се зема една капка па се разредува во 99 капки алкохол, значи практично после 12-тото разредување внатре не може да се прочита ни авогадровиот број, односно нема ниту една молекула од првобитната супстанца. Дозирањето, односно одредувањето кој лек ќе го дадеме, многу е важна презентацијата на клиничките симптоми. Значи за еден ист проблем, значи грип, сега беше многу популарен, во една фамилија ние ќе издадеме можеби, ако е 4-члено семејство, 4 различни хомеопатски лекови, затоа што презентацијата на грипот е кај секој многу различна. Кај некој ќе почнеше со болно грло, кај некој со кашлица, кај некој наеднаш со многу висока температура и болка по мускулите. Независно од симптомите кои што ни ги презентираат, ние така ги покриваме со хомеопатски лекови. Колку најчесто долго треба да се прима терапијата за првичните благодети да се почувствуваат? Колку е поакутен симптомот, толку побрзо ќе се почувствуваат ефектите. Значи, ако станува збор за едно благо течење на носе, кое што не е хронично, значи многу е битно да не е хронично, тогаш ефектот се чувствува многу брзо. Но ако станува збор за хроничен проблем кој што го носиме од нашето детство, значи не може да очекуваме тоа да се реши за едно давање на лекот или пак за 1 месец. Значи, хроничните проблеми како алергиите, што се понекогаш ни е потребно и 3 години за вистински да добиеме добар резултат. Во тие 3 години нема пациентот да биде болен. Значи, ние ќе го покриваме со лекарства, но ние за да речеме хомеопатите дека тој пациент е здрав, може би треба да поминат и добри 3 години. Можно ли е преку хомеопатијата да има несакани последици? Значи, тоа е често поставувано прашање за несаканите ефекти на хомеопатијата и вообичаено одговорот е не, хомеопатијата нема несакани ефекти, нема контраиндикации. Но не е дека и ова е сепак нешто што се зема од надвор. Може да постои нешто што се вика предозирање од хомеопатскиот лек или пак да се доживее хомеопатски ефект на лекот. Сега двете се многу различни работи. Хомеопатскиот ефект на лекот е всушност појачување на симптомите кои што веќе ги имаме. Подобро објаснето ако имаме некоја хронична болест, која што претходно била третирана со кортикостероиди. Во моментот кога се дава хомеопатскиот лек, значи може би симптомите од болеста малку и повеќе ќе се почувствуваат, што на пациентот може да биде многу страшно да мисли дека му се враќа болеста и со самиот момент колку што се појачуваат, полека исчезнуваат. Или предозирање со хомеопатски лекови, ние сме таква нација која што сакаме да пиеме лекови дури кога не ни се потребни и да земаме превентива. Хомеопатските лекови единствената превентива што може да се зема е само ако е некој лек кој што е конституциски. Тоа значи одреден само за нас конституциски, но ако се земаат лекови туку така да не случајно ме заболи грлото или не случајно добијам цистит, може баш напротив да се спровоцираме симптоми кои што ќе бидат многу појаки, значи многу поболно грло и многу посилен цистит отколку што сме можеле да добиеме. Добро, ќе се надоврзам и на следното прашање, кој што вели, може ли да се одреди некој лек при хомеопатијата, што ќе придонесе да имаме некоја благосостојба, некој си баланс на нашето тело? Конституцискиот начин на лекување во хомеопатијата е всушност тој клучниот начин на лекување. Тоа е тој индивидуален пристап кој што го кажавме. Значи, претходно што го спореди во однос на грипот,
Грипот е симптоматско лекување, значи имаме презентација на одредени симптоми, да тука ги земаме и карактеристиките на личноста, но пред се ни се важни симптомите кои што во моментот ги гледаме, бидејќи е акутно заболување. Но кога земаме длабока анамнеза и бараме тој конституцијски лек на пациентот, тогаш се земаме во предвид и тоа е тоа ментално, емотивно и физичко урамнотежување. Односно рамнотежата, затоа што во хомеопатијата кога зборуваме за имунитет, не зборуваме за имунитет на физичкото здравје само. Бидејќи е нонсенс да зборуваме само за здравјето на физичково тело, кога нашето емотивно тело е во континуитет под стрес и како може да очекуваме дека и физичкото тело нема да пати. Сигурно ќе пати. Значи, ако постои тој ментално-емотивен баланс, физичкото тело самото по себе се опоравува, бидејќи значи во физичко тело е совршено. Мислам, перпетум мобиле кој што може да функционира, но ако го оставиме на рад. Така, знаете да кажете вие хомеопатите дека секое тело е здраво, секој дух е здрав, се додека него нападне стресот, тагата кој што предизвикуваат здравствени проблеми. Ајде малку ова да го објасниме, да го доближиме на гледачите колку треба да се влие токму на ова наше пред се да се заштитиме колку што можеме од стресни ситуации, од таги, од несакани штетни влијанија. Од стрес не може да се заштитиме. Значи, реално, нашето секојдневие е стресно. Скоро имав една пациентка која што кажа: да, дедо ми живеел до 101 година, ма што стрес имале тогаш? Јас само ми реков: па добро, значи имало војна, требало да бега, да се кријат, биле сиромашни, требало да обезбедат за нивната фамилија и само стварно, ние немаме ни одблизу толку стрес како што имале тогаш стрес. Но ние сме разгалени генерации кои што не знаеме самите себе си како да се сносиме во ситуација на стрес. Се ни е стресно. Секојдневието ни е стресно. Стресно ни е будењето на сапале. Стресно ни е одењето на работа. Или стресно. Значи, не треба да го смениме, да го намалиме стресот, треба да се намалиме себе си како реагираме на стресните ситуации. Тоа е тој момент на емотивно здравје. Значи, ќе знаете дека некој е здрав, ако во моментот на шкрипењето на гумите на колата може да искалкулира дали во моментот он може да смени нешто. Значи, не е надвор, ниту може да му помогне на тоа што, не дај Боже, ако е доживува собраќајка. Ако случајно има собраќајка, ќе биде доволно рационален да им помогне. Ама тоа што ќе паничи, ќе се тресе нема да помогне никако, нели? И стрес ми беше и добро, што направи со тој стрес, осем што ти падна шекерот, адреналинот се качи, со самото тоа, значи има шанси да оштетиш многу органи, пред се срцевиот мускул пати од толку јак стрес. Значи, тоа е моментот кога ние треба да се научиме да се вратиме во рамнотежие и да скалкулираме колкав е стресот и како ние треба да изреагираме на него, нашата индивидуална реакција. Дали при хомеопатската терапија треба да се одречеме од некои други наши, да речеме, навики или пак нешто што консумираме редовно? Замислете, значи идеме на предавање кај едни од најдобрите светски хомеопати и сите хомеопати во просторијата, место да прашаат како може да се излечи ова заболување, она заболување, првото прашање што му го поставуваат на предавачите: и вашето мислење за кафе, алкохол и цигари? Значи, да, вообичаено и општо е познат дека хомеопатијата не оди заедно со кафе, алкохол, цигари и дека ако отидете на хомеопат, тој ќе ви ги скрати сите тие, односно за да го доживеете ефектот на хомеопатскиот лек. Кога ова и го кажав на мојата менторка од Германија, незината реакција беше: имаш пациенти? Значи, да, би било многу добро доколку кога се прима хомеопатската терапија не користиме кафе, алкохол, цигари или било што содржи ментол или камфор. Но реално живееме во едно општество каде што јас не можам на пациентот да му речам: немој да пиеш кафе на сабајле, он викам: кафето ме одржува и морам да го преживеам некако денот. Порано било поинаку, значи можеле да си дадат време за себе од 1 месец за да се лекуваат, ние немаме такав простор. Тоа само го намалува ефектот на хомеопатскиот лек и не тера почесто да ги повторуваме дозите на хомеопатскиот лек, само толку. Значи, ако пред 100 години еден лек во потенција од 200 се давал еднаш месечно или еднаш на 6 месеци, кај нас се случува еднаш неделно или еднаш дневно да го даваме. Тоа е таа разлика, ама
не сум во таа положба каде што можам на овој современ човек да му ги скратам задоволствата, или на едно пиво ќе добијам коментара, смеам ли, а кафе, па со што да си ги мијам забите ако не е со паста или ментол паста и така натака, би било убаво, но не мора да се случи. Единствено нешто што вистински го поништува дејството на хомеопатските лекови се антибиотиците, затоа што ние работиме на подобрување на виталната сила и враќање на имунитетот, а антибиотикот, самото име антибиос против живот, кажува дека всушност он зема команда и уништува се во телото на човекот. Дали имаме возраст или пак некоја состојба при која што хомеопатијата не е препорачлива? Многу често поставувано прашање, значи или постари или кога ќе се јават за мали дечиња, ама знаете, тоа има само 2 години или има само 3 години. Хомеопатијата се дава од самиот почеток на раѓањето, затоа што ако е стресно раѓањето, ние имаме хомеопатски лекови кои што можеме да помогнеме стресот помал да биде и за плодот и за мајката, ама повеќе за бебето во случајот, бидејќи самиот тој стрес понекогаш им го намалува имунитетот, па многу почесто се разболуваат во првата година, која што е клуч на они всушност да го направат имунитетот. Така да немаме ограничување на возраста. Значи, колку е пациентот постар, хомеопатијата ја користиме за да го подобриме квалитетот на живење. Значи, таму можеме да го вклучиме и покрај хроничната терапија, што многу често ја пијат во Македонија по старите лица. Значи, можеме и таму да ја даваме и да немаме никаква интеракција на лековите што ги примаат, како хронична терапија и хомеопатските лекови. Така, рековте интервју 2 часа. Ова звучи дека е многу долго и што би се поставувала? Ајде да откриеме на какви прашања всушност, за какви прашања станува збор. Да, вообичаено кога ќе речем 2 часа и сите се, ама не, моето дете нема да издржи ни 15 минути, или на возрастните кои ќе им речам, ама толку време, па што ли се ќе ме прашат? Реално кога фокусот е насочен прв пат на самите нас и имате добар слушател од другата страна, имате многу да кажете. Значи, почетокот кој ќе почнам да прашувам детството, значи во детството ќе се пресетите на многу моменти кои што се уште не се преживеани, и тука е тој клучен момент за стресот кој што пред малку го спомнавме. Значи, нешто се случило тогаш и не се надминало тоа, па сега тоа како стрес ни остава белек и во сегашноста. Значи, почнуваме и прашуваме се. Прашуваме прашања кои што се и смешни, значи што е милена храна, како да сте во ресторан. Прашуваме каква ви е столицата. Еден пациент секогаш ми се смееше за тоа што на почетокот имав реакција: дали ви мирисаат нозете и дали ви се потат? И реакцијата беше: ама добро, зошто ви интересира тоа? Ама важно ми е да за лекото ми го најдам. И повторно: а ви се потат ли нозете? Ама добро, докторка, да ги се облечам чилите за да ми ги мириснете нозете. Се ми е важно. Самото интервју, кога почнуваме разговор со пациентот, самиот пациент не наведува што му е важно во него, кога ќе малцен или можеби некаде ќе застранат со муабетот, ќе ги прекинеме, па ќе ги насочиме, но во принцип важно е пациентот да видиме која е неговата основна вибрација. Значи, дали тоа ќе ми зборува за храна, дали ќе ми зборува за стрес, дали ќе ми зборува за тоа колку е осамен, не е ни воопшто важно, сакам да усетам, како што вика еден од најдобрите хомеопати, која е песничката што се ја пее во позадина. Во принцип, нели, кога имаме текст, сите знаеме да го отпееме текстот, ама сите го пееме малце различно. Значи, изда е текстот истото да биде, сите ја пееме малце поинаку песната. И тоа е во принцип, значи, низ разговорот ние се обидуваме да видиме кој тоа гласче позади, кој што го прави целиот проблем. Дали сум осамен, значи колку да песната се повторува. Осамен сум на работа, се чувствувам. Осамен сум дома. Ама таа песничка ќе се ја повторува во било кој дел, било кој сегмент од неговото постоење, за да може да добиеме целокупна слика. Да, и поставуваме и, значи, многу се ретки пациентите кои што на интервју не зборат. Кога не збора, знаеме кој лек да му го дадам. Значи, веќе знам, ако интервјуто е помалку од 2 часа, знам кој лек да му го дадам. Веројатно затоа е многу важно да секој дојде и лично се представи, а не да се зема истата терапија или да се побара истата терапија, како да, мојот пријател вака се излекува, имаме слична состојба, иста состојба, тој лек треба. Колку често луѓето земаат или побаруваат нешто на своја рака, затоа што само слушнаве дека некој на тој начин се излекува? Многу често. Ова е Македонија, сите се доктори. Значи, посебно, нели, докторот ништо не знае.
сите знаат најдобро за себе и сите пробуваат да се лекуваат самите. Затоа што нели јас симптомите ќе си ги најдам дали на интернет, дали комшивката го пиела тој лек за зголемен крвен притисок, па и јас го пробав и така натака. Многу често се случува во Македонија. Нели традиционалното ова лек го пиеше тој и јас му го дадов за да видиме кој ефект ќе го има тоа. Значи имаме многу јаки лекови во хомеопатијата, кои што во принципи не треба да ги даваме за дома, но ако пациентот не е од Скопје, не можам јас да го малтретирам да доаѓа често на преглед, бидејќи има трошоци или патни трошоци и времето не е такво. И ќе го дадеме лекот да го имаат за дома и го слушаш оној момент. Знаеш што, другарка ми ќе имаше истите симптоми како моите и јас си го дадов истиот тој лек, а тој лек сте го дали само заради одредени симптоми кај незе кои што нема врска како се чувствува незината пријателка. Премногу често. Кои се болести, ако можеме така да наречеме, или состојби, се решени до сега според вашето работење со процесот на хомеопатија? За диагнози, ако почнам да зборувам, само пациентите ќе се лепат за диагнозите и затоа не спомнувам диагноза, затоа што ние лечиме диагноза. Ако речам дека имаме успешни случаи на витилиго, значи знам дека сите ќе речат сте излечиле, значи не го лечев јас. Не сум го излечила јас. Јас само сум му помогнала на тоа тело кое што доаѓало редовно, значи тој пациент доаѓал редовно на прегледи, ги дал точните симптоми, јас само сум го нашла точниот лек. Процесот на лекување сум го ставила на него, бидејќи тоа е целиот процес, го враќаме организмот во рамнотежа. Или ако спомнам ситуација каде што сме решиле хронични инфекции кај пациентки, значи со уринарни инфекции, гинеколошки инфекции, тоа не значи дека е истиот случај кај друга пациентка, бидејќи презентацијата на пациентот е многу важен. Значи, понекогаш ми треба и 3 или 6 месеци да дојдеме до вистинскиот лек, не заради тоа што пациентот не сака да биде искрен со мене, заради тоа што пациентот имал проблеми во текот на неговиот живот да биде искрен со себе. Значи, он има презентација, слика за себе и кој сака да биде, ама се крие што е вистинското он. Ме разбирате? Так. Значи, сите сакаме да бидеме интелектуалци, сите сакаме да прикажеме слика за себе најпозитивна, ама во случајот многу работи ги ставаме во ќош или се срамиме да ги кажеме или не ги приметуваме како наши фалинки. И затоа ни треба процес и време за да дојдеме до вистинското и не сакам да спомнувам диагнози, пошто не е диагнозата што ја лекуваме, го лекуваме човекот. Хомеопатијата и поточно вие како хомеопат се борите во Македонија некако да допре до свеста, до народот дека ова е начин на лекување и каде што на природен начин можат да си го подобрат своето здравје или всушност да си одредат својата терапија. Како е од ваша перспектива? Од моја перспектива, јас каде што седам и пациентите колку што ги имам дневно, имам чувство дека луѓето се многу добро информирани за хомеопатија, но реалноста не е таква, затоа што голем процент од луѓето не можат да го препознаат името, ни да го слушнат, затоа што никогаш не го слушнале претходно. И во Македонија општо, значи, луѓето не се запознаени со хомеопатијата. Многу е во Скопје веќе чувствувам дека луѓето препознаваат хомеопатија. Надвор од Скопје во одредени градови е познато што е хомеопатија, ама има делови од Македонија кои што вистина немаат никакви информации за хомеопатија, ниту лично искуство од некој да пренесе, така да општата состојба е вистина не се запознаени луѓето во Македонија за хомеопатија. Може ли некако да се работи на подигање на свеста? Колку бројот на хомеопати во Македонија, односно луѓе кои што ова го работат како професија? Бројот на хомеопатите, значи најголемиот број е сконцентриран тука во Скопје. Тука професионално работат сигурно на 20 хомеопати. За разлика од тоа, значи хомеопати надвор од Скопје, можем да набројам се 2-3 во Струмица, исто толку во Неготино, во Битола и нешто во Охрид. Толку е се што има хомеопати надвор од Македонија, од моје сознание, нели? Дај Боже да има и повеќе, јас да не ги знам. Но толку сме хомеопатите, значи треба да се оформи едукација на хомеопати, односно едукација на населението кој сака да учи професионално за хомеопатија, за да може да се расшири ширум Македонија.
самиот почеток споменавме дека доктор Билјана Ѓуровска е доктор на медицина кој професионално работи како хомеопат и основач на школата за интегрирана хомеопатија, првата македонска школа која врши хомеопатска едукација. Едукацијата е во трајање на 3 години. Во текот на наставата студентите се запознаваат со сите поглавја на класичната хомеопатија, со што се оспособуваат за препишување на хомеопатска терапија, а самиот наставен фонд на часови овозможува и пристап до потребната литература, обука за користење на реперториум, како и практично оспособување за хомеопатска практика. Благодарение на знаењето и искуството кое го поседува доктор Ѓуровска, на наше задоволство ви најавувам следно издание на Органика од ординацијата Гаја, каде повторно ќе се посветиме на хомеопатијата како научен метод и начин на лекување, но зашто поточно ќе имате можност да погледнете за точно 7 дена.